денешниот говор на господинот Иванов најдобро може да се дефинира само со еден збор – оксиморон. Оксиморон кој што би го ставиле, ако би го ставиле на полиграфски тест како што тој бара низ целиот свој говор, тогаш на вистина би изгледало многу шашаво, а може би функционирало како космодис демократија, но би го змурил и самиот полиграф за да го дефинира говорот каков беше, што беа пораките и што всушност представува. Имаме на 26 забелешки на неговиот говор, на точките на кои што господинот Иванов се осврна, но би сакал посебно во име на пратеничката група на Демократската унија за интеграција да се осврнам на законот за употребата на јазиците. Со тој закон се заокружува Охридскиот рамковен договор. Тој договор е потпишан од страна на 4 неголеми политички партии во 2001 година, како и од тогашниот председател Борис Трајковски. Законот за употребата на јазиците извира токму од тој договор и од тој истовремено и од квалитативната анализа од Европскиот институт за мир, од предпристапниот диалог со Европската унија, извира од најбитно од Уставот на Република Македонија, амандманот 5 на членот 7 на тој устав и е во целосна согласно со Уставот. Господинот Иванов треба да даде придонес за општествена кохезија, за добро меѓуетнички односи, но и добрососедски односи. Скандалозни беа неговите коментари исто така и по соседите, и посебно кон Приштина и Косово, што е апсолутно неприфатливо за нас како пратеници на Демократската унија за интеграција и всушност господинот Иванов треба да се извини за тие коментари.